Синдикатите попладнево на средба во владата присуствувал и премиерот Мицкоски. Главен фокус бил ставен на минималецот и на колективните договори. Пред владата е Маја Стојановска, во живо имаме, па Маја да чуеме во какво расположение представниците на синдикатите излегоа од Илинденска 2. Така, Борче, средбата на синдикатите со премиерот Христијан Мицкоски заврши пред околу 1 час и траеше некаде околу час и половина. Она што го добивме како информација од самите синдикати е дека исто така овде во владата на средбата присуствувал и министерот за економија. Како што кажи и ти, она што се разговарало на средбата биле сите оние отворени прашања околу минималните плати, колективните договори и растот на платите во јавниот сектор. Синдикатите веднаш по средбата кажаа дека се задоволни од самата средба, односно најмногу од фактот што премиерот ги повикал практично овде во владата да седнат на маси и да разговараат за сите отворени прашања, меѓутоа и натаму продолжија оние синдикални превирања околу минималецот, како што споменав од владата повторно им било посочено дека во моментот државата не е во состојба да ги субвенционира оние 6000 денари разлика со цел платата да достигне нели 500 евра како што бараат од синдикатот. Зашто оттаму понудиле едно решение на маса, тоа е владата да не ги субвенционира придонесите, туку тие средства преку буџетот, тие средства во буџетот да се вратат од ДДВ. Она што исто така беше искажано како незадоволство е тоа дека работодавачите се откажале од преговорите, односно тие се повлекле од нив, зашто од ССМ ги повикаа на средба пратеничките групи на средба пратеничките групи со цел да се изготви некакво законско решение кое што би го регулирало растот на минималецот. Исто така ССМ искажа и незадоволство од другите синдикати. Тие велат дека останатите синдикати практично биле против подпишувањето на колективните договори и против растот на минималната плата, зашто оттаму посочија дека со ваквото решение за минималецот зголемување би добиле само 70.000 работници кои што во моментов земаат минимална плата, а не сите работници како што сметаат оттаму, додека во однос на колективните договори од КСС исто така кажа дека во онаква содржина каква што се сега, со тоа работниците би добиле само 0,7% покачување. Тука предлагам повеќе да слушнеме од изјавите. Добро е тоа што повторно сме на маса и со исти сили разговараме за прашањата на работниците. Важно е тоа што беше тема на денешниот состанок, а тоа е минималната плата како и растот на останатите плати, и мислам дека тоа е охрабрувачки момент во овој контекст. Важно е тоа што владата не рече не може и нема да зголемуваме плати, меѓутоа синдикатите го рекоа тоа. Ние бевме договоривме да тие 30% додатоци на плата ги добиеме на неколку рати, ако можам така да кажам, во рок од 4 години, а покрај тоа, пак потенцирам, додаток на плата, не покачување на плата, а сите вработени во овие институции кои протестираа, секој мора да се добиват усогласување на плата, дали ќе биде тоа со пораст на просечно, дали ќе биде со пораст со минималната плата. Но денеска премиерот ни извести дека владата е спремна до крајот, до почетокот на мај месец или средина на мај месец тие колективни договори да бидат потпишани. Она што ССМ го бара е популизам, покачување само на 50, 60, 70.000 работници во државата на 30.000 денари, другите ќе си останат треба да бидеме искрени и да кажат искрено дека другите работници над 6.000 ќе останат на истата плата во која што се во моментот. Затоа разговаравме за јавниот сектор, онаму каде што не се нивелирани платите, онаму каде што ни беше одзимано тоа право како работници во минатото, пред се државата како најголем работодавач, да продолжат да се нивелираат платите. Така, оно што синдикалците дополнително го најавија по завршувањето на самиот состанок е дека утре има состанок на Комисијата за утврдување на репрезентативност, откако истече репрезентативноста на ССМ, а крајната одлука се очекува да биде соопштена до крајот на неделава. Тоа се сите информации за сега, но повеќе детали секако и доколку самата влада излезе со став по средбата, најавувам за вестите во 18 часот. Така е Маја Стојановска за денешната средба во владата на синдикатите. Ти благодарам.